Ново издание на Тренинг, добро вечер. Еден месец од смената во Белата куќа. Од првиот ден, Доналд Трамп промовира нова робусна американска политика на меѓународна сцена. По шок пораките за Европската унија почнува и рехабилитација на односите со Москва. Енергично воведуваат царински тарифи, со што сака да ја штити домашната економија. Започнуваат вртоглави промени на кои светот ќе треба да се адаптира. Трампизмот започнува со обликување на новиот светски поредок. Неизвестност дали тоа ќе значи преиспитување на системите за колективна безбедност. САД и Европската унија не градат заеднички вредности и поради егоизмот во Брисел. Доналд Трамп очигледно не трпи бавност и инертност. Москва и Вашингтон ќе се обидат да го вратат детантот, но со распределба на моќта на профитот. Крајот на војната во една голема дилема, но сега руинираната Украина покажува колку лесно жртвата во агресијата станува жртвеник во светот на милиардите. Безмилосрдно ќе се трампат суровините и териториите, како во Газа и Украина. САД е стратешки партнер на Македонија, благодарение на американците. Е сочуван самостојниот пат на државност, уште од 1992 година. Густината на посетите на премиерот Мицковски во Вашингтон е негова добра проценка да се чува ова партнерство. Соединените американски држави не може да бидат лобист за македонската интеграција во Европската унија. Тоа е прва сосема категорична и децидна порака на американската амбасадорка. Во ова издание на Трилинг ќе имате можност да следите тројца соговорници. Ајде што ќе гледате. Јас лично не сум поборник на такви идеи за целосно разрешување на било кое тело, не зборувам само на судскиот совет. Какви реформи се потребни во македонското правосудство? Какви реформи? Ајде, треба да се направат промени во процесните закони. И граѓанскиот, и кривичниот. Постапките ни траат долго. Знаете зошто траат исто така долго? Заради тоа што ваши суди со месеци па и со години држаа предмети во фиока. Апсолутно. Зборот ретардиран, што го потребија децата на Дарија, ја го слушам секојдневно меѓу нас. Мене ме болеше нормално. Ја плачев тогаш кога сватив дека што се случува со мојата керка, но таа прен заплака, после ја плачев. Она ме бришеше мене толзе, затоа што сватив кај се наоѓаме, кај живееме. Значи не постои грб кој што има што прикажува мултиетничката состојба во смисол на тоа дека треба да биде збирштина на символи. Македонскиот правосуден систем трн во око на владата, но и под меѓународна диоптрија подолг период. Со секоја промена на власта се најавуваат реформи, разрешувања, смени. Историската изјава на сега починатиот обвинител Прчевски. Јас сум веројатно последната будала што прифатила да биде државен јавен обвинител. Е актуелна веројатно и денес. По смената на Прчевски тогаш дојде Шврговски, него го наследи Зврлевски, кој беше сменет од владата предводена од СДСМ и ДУИ. Низа критики имаше и за работата на јавниот обвинител Љубомир Јовевски. Веројатно, истата судбина, како и Прчевски, ќе доживее и актуелниот државен јавен обвинител. Во ово издание на Тринг соговорник ќе биде председателот на судскиот совет Александар Камбовски, поточно телото кое именува и разрешува суди, кој подолг период е во мета на критики и од меѓународните партнери, но и од владеачката гарнитура. Господине Камбовски, дали сметате дека интерпелацијата за членовите на судскиот совет ќе даде ефект и конечно кај вас, како тело кое именува и разрешува суди, ќе проработи совеста и ќе сватите сериозноста на проблемот, особено што македонскиот правосуден систем подолг период нижи сериозни критики и можеби има најслаба доверба подолг период. Не би можел да се сложам со вашата констатација дека трпиме критики од сите страни. Точно е дека има критики кои што се засилени во последно време. Меѓутоа не можам да се сложам и дека и меѓународниот фактор е критичен спрема тоа што се прави во моментов во правосудниот систем. И самите
граѓани беа сведоци дека во неколку наврати баш спротивното, меѓународниот фактор даде поддршка на судскиот совет да работи согласно законите и даде поддршка на него како на независна власт, една од трите власти кои што нашиот устав ги препознава и на кои што се темели нашава демократија крајно. Бидејќи без поделба на власта, на законодавна, извршна и судска, без постоење на контрола и рамнотежа помеѓу овие три власти, не можеме ние да имаме демократија. Покрај ова, без владење на правото, исто така не можеме да имаме демократија. А се стремиме и сакаме сите да сме современо демократско општество, кое што, како еден од главните приоритети години уназад ни е за членување и во европското семејство. Како вие ги доживувате намерите на владата? Се заговараше распуштање на судскиот совет. Сега иницираат интерпелација за судиите кои беа избрани од страна на собранието. Така, тие не се судии што се избрани од собранието. Тие се истакнати правници кои што тројца од нив се избрани од самото собрание, двајца се избрани од собранието, меѓутоа се по предлог на преседателот на државата. Во повеќе наврати сум кажал дека здравата критика е добра. Треба да постои во државата, треба да се критикуваме, за да увидиме доколку нешто навистина сме погрешиле, тоа да го исправиме и во иднина да не ни се случуваат повторно и повторно исти грешки и пропусти. И исто и ова сум го кажал во повеќе наврати. Кога се критикуваат властите помеѓу себе, треба да се особено внимателни, да внимаваат на нивниот интегритет, никогаш да не забораваат дека судската власт е независна власт. Е независна власт која што е гарант на слободите и правата на граѓаните кои што живеат во оваа држава и дека е гарант на владењето на правото. Што е една битна алка и што е суштина во она што значи демократија и демократска држава. За какво владење на правото говорите кога имате доверба од 2%? Тоа е статистика. Значи, не сакам погрешно бидам сватена. Не дека ние сме задоволни од довербата која што имаме моментална. Меѓутоа, таа фамозна анкета која што беше се однесуваше на луѓе кои што целосно не веруваат на судството. Тоа беа 2%. Односно веруваат на судството. Меѓутоа имаме ние и понови анкети. Имаме една на Ири, а другата анкета не се сеќавам од кого беше, во кои што едната е со 19% на доверба, додека наредната 2024 ние стигнавме до 20 и кусур проценти доверба во правосудниот систем. И не може никогаш ние да очекуваме дека довербата ќе биде 100%. Две странки се секогаш во постапките во судовите. Едната странка секогаш нема да биде задоволна. Што е битно? Битно е судот да е непристрасен, судот да ги применува законите подеднакво спрема сите, без разлика на пол, вера, нација. Тоа е суштината, тоа е битното. И точно е, сме имали и многу медиумски експонирани случаеви. Некои на вистина треба да се критикува како се водила постапката, колку долго траела. Меѓутоа, не заборавајте дека ние од преку 1 милион случаи што се решаваат во државава, зборуваме само за некои си 10 на 15 случаи. И не може да кажеме дека на 1 милион решени 10 ако не се добри, дека не чини воопшто системот или дека треба системот да се менува. Дали очекувате, доколку собранието им изгласа интерпелација на членовите на судскиот совет, очекувате истите да си поднесат неотповикливи оставки? Тоа е личен чин, нивна лична одлука. Јас не можам нити да ги натерам да си поднесат оставка, ниту пак да ги охрабрувам да не поднесуваат оставка. Доколку тие чувствуваат, како што се напоменува, морална одговорност или чувствуваат дека
не одговориле на висината на задачата, претпоставувам ќе си поднесат оставки. Меѓутоа и обратно, доколку сметаат дека работеле како што треба, дека не направиле некои пропусти во нивната работа, тогаш не очекувам дека ќе си дадат оставки. Како гледате на мерата во еден период? Мицковски гласно зборуваше дека треба целосно да се распушти судскиот совет. Јас лично не сум поборник на такви идеи за целосно разрешување на било кое тело, не зборувам само за судскиот совет. Тие такви радикални или револуционерни мерки според мене не можат никогаш да донесат квалитет и не можат никогаш да донесат правилна реформа. Ние треба да си ги негуваме институциите, да ги унапредуваме. Тие постојат веќе години, не се млади институции. Треба да им овозможуваме да ги имаат сите потребни средства кои што им требаат да им ги ставиме на располагање за да дадат максимум во тоа што го имаат како задача, како обврска да го работат. Довербата на правосудството е на историско најниско ниво, тоа и го спомена во текот на разговор, што за жал не е новост. Сведоци сме на неефикасност на судскиот систем, што доведе до корупција, непотизам, неказнивост. Сметате ли дека дојде денот Д за конечна борба против корумпираните суди и обвинители? Денот Д е секогаш тука. Не е дека сега дошол, тој бил дојден и пред еден месец, и пред една година, и по една година ќе биде дојден. Што е битно? Битно е да се пријавуваат таквите судови. Никој не може да постапува, еве судскиот совет постапува по поднесени барања. Не може судскиот совет да знае дали некој судија е корумпиран или не. Тргнувам од претпоставка дека никој од нив не е корумпиран, така? За да се докаже спротивното, мора да се води некаква постапка, а таа постапка мора некој да иницира. Колку што може, судскиот совет прави контроли, ги посети прави по судовите. Меѓутоа, знаете, тоа е многу тешка борба и многу тешко се детектира. Поготово ако не сака никој од учесниците во таа некој си коруптивен настан да сподели и да пријави таков настан. Многу ретко тоа се случува. Имавме само, еве сега еден случај имавме скоро, знаете, со судија на Врховен суд. Експресно беше разрешен тој случај. И од страна на обвинителството, кое што се спогоди, и таа спогодба дојде во судот, кој што судот ја утврди дека е во рамките на законот, на условите, можностите што законот ги дава. Еве како за илустрација и податок, од 1998 година до денес, само 89 функционери биле поднесени кривични пријави, меѓу кои поранешни премиери, вице-премиери, министри, директори. Од 98 до денес, само 17 седнале на обвинителна клупа. Се плашите од власта? Има ли спрега меѓу извршната, судската и бизнес елита? Ние воопшто не се плашиме. Меѓутоа, ова ваша забелешка е повеќе за обвинителите. Судот без обвинение не може да постапува. Орган за прогон е обвинителот. Што правеле обвинителите во тие 20 години, што ми кажат? Тие се тие што треба да ги апсат корумпираните политичари, што треба да ги обвинуваат, за кои што треба да собираат докази, да спремат обвинение, да го поднесат во судот, тогаш е топката кај судот и судот одлучува. Значи, некој друг затаил во сиве овие години, а не судот. Лошо е што кај нас секогаш кога ќе се каже суд, судство, се подразбира еден голем конгломерат. Тука сите го подразбираат и обвинителство, подразбираат и нотари, и извршители, подразбираат, не знам, и македонски пошти кои што вршат достава. Тие се дел од некој си судски систем, меѓутоа судство во државава е судовите, основен, апелационен, врховен и управните судови. Господин Камбовски, до кога јавноста ќе биде сведок на заслепена правда? Се додека во овие вредни професионалци и судии кои што работат макотрпно. Значи, ние имаме катастрофален проблем со кадар во судството.
Имаме судови кои што воопшто немаат судии. Се додека тие што го расипуваат таквиот имидж и таквиот интегритет на судиите не успеваме да ги детектираме и соодветно да реагираме на таквите појави, тоа ќе ни се случува. А верувајте, тоа се многу малку судии. Се обидувате како судии, говорам, да се иземете одговорноста, но кој е одговорен, например, за злоупотреба на мерка притвор, злоупотреба на амнестија, договор помеѓу судија, обвинител, договор за купување на слобода? Јас пак ќе речем, овие конкретни се тешки обвиненија. И се сериозни и се фрапантни доколку се случуваат. И може би се случуваат, не велам дека не. Кој пријавил? Никој не пријавува. Никој не пријавува. Знаете, лесно е да зборуваме, да кажуваме, да, има корупција, дека ова се случило. Зошто никој не пријавува, јас тоа не можам да го разберам. Како ќе постапи полиција, како ќе постапи обвинител, како ќе постапи судски совет ако никој не пријавува? Не можеме ние да бидеме 24 сати секаде и се да знаеме. Не можеме да знаеме. Има бројни случаи на непочитување на законите, недостаток на дисциплински постапки, потоа има проблем со нетранспарентноста. Како да се изврши ефикасна контрола кај делителите на правдата и обвинителите? Ако судскиот совет не дава резултати, советот на обвинители потврла, бидејќи така најчесто се тие критиките. Ајде вака да го поставиме прашањето. Од сите реформи кои што се прават во моментот во државата, судскиот совет е единствен кој што ги има завршено сите кои што биле содржани во препораките. Се е завршено страна на судскиот совет. Ние сме веќе компатибилни со Европската унија во нашиот дел. Не е завршено тоа што не зависи од нас. Таму каде што сме немале финансии и други работи кои што некои други власти во држава треба да си направат реформи во нивни делови, каде што се промена на закони, промена или доносење на нови закони, тоа не е наша надлежност. Тоа е надлежност на законодавната власт. Тоа што било во надлежност на судскиот совет, све е направено. Дали судскиот совет утврди одговорност кај судиката Даниела Алексовска-Стојановска за претходниот судски процес кој се водеше против 20 годишниот Бојан Јованов, кој ја усмрти на пешачки премен младата Зборувате за предметот што не за сообраќајната незгода, туку за предметот за судиката точно, која го водела. Формиравме комисија, комисијата го изготви извештајот. Ќе биде доставен до сите членови на советот на запознавање и истиот јавно, на јавна седница ќе биде разгледуван. И целата јавност ќе може да чуе и да слушне што детектира таа работна група, односно комисија која што изврши увид во предметот и изврши разговор со судијата. Зарем до сега немате детектирано слабости, пропусти во однос на овој случај и вашата колешка? Значи, јас лично тоа не го правев, имаше работна група. Не сте запознаени, не ве информирале членовите? Не ми информираа во смисла затоа што се уште го составува извештајот. Како е возможно судијата Енвер Беџити, кој е на американската црна листа, и ден денеска слободно да се шета, да дели правда, да води судски процеси? Тоа е пропуст кој што се влече. Се водат повеќе постапки во судскиот совет. Јас не знам веќе во колку наврати имам кажано и ми е навистина жал што не можам јавно да зборувам за постапките кои што се водат во судскиот совет, бидејќи тие се тајни. Заради заштита на интегритетот на определен судија против кој што се води некаква постапка. Зарем требаше Стеј департментот со прст да покаже дека суди, високи функционери се корумпирани, па за кај вас да проработи совеста? Како е возможно американците да детектираат корупција тука, а вие да не ја препознаете?
Видете сега, тие се располагаат... Ако велат американците дека доказите се обезбедени од тука. Точно. Точно, баш ова што го кажував претходно. Како никој од обвинителство тоа не го утврдил? Како никој од МВР не го утврдил? Како никој од АНАБА, имаме мал милион такви агенции што се занимаваат со безбедносни прашања? Како никој од нив тоа не го утврди? И сега, Судскиот совет, тоа, мислам, не е можно да го утврди. Ние сме колективен орган кој што одлучува за правата и обврските на судиите. Препознавате меѓусебно заштитништво помеѓу обвинители, МВР, осомничени лица? Сум немал лично такво искуство. Меѓутоа, тоа сакав уште еднаш да го напоменам. Не може стално за се да е крив судот или судскиот совет. Тука други некои имале пропусти големи. И ние добиваме од Стејт департмент некои си информации до кои што тие дошле. Прашањето зошто нашиве служби не дошле до тие информации. Тоа е клучното прашање. А не зошто судскиот совет, како да дојде судскиот совет. На кој начин ќе дојде судскиот совет? Господин Камбовски, поранешните председателки на судскиот совет, Црвенковска и Дамева, обвинува за политички бизнис влијанија. Зошто никој досега не го истражи овој случај? Никој не ги повика да ги прашат кој се тоа ги викал нив и им вршил притисок врз нивната работа? И јас се прашувам зошто никој не ги повикал. Јавниот обвинител работи под опрен глас. Слушнал. Требало да ги повика. Судија не може да ги повика. Нему е тоа во делокругот на оваа работа. Еве сега сте вие председател на судскиот совет. Сте разговарале со поранешната председателка, например Весна Дамева, кој колешке Дамева вас ви вршеше политичко и бизнес влијание? Сум разговарал. Добро, и кој вршил притисок? Не ми кажа конкретни имиња. Власта е решена да направи сериозни реформи во македонскиот правосуден систем. Дали ова може би го доживувате како своевиден притисок? Притисок како притисок во смисла да влијае на работата, односно не да влијае на работата, да влијае на носење на конкретни одлуки или не знам, не го чувствувам како таков притисок. А дека постои притисокот, мислам, тоа е евидентен. Не може да се скрие, тоа е тука е, постои секојдневно. Дали е заслужен или не е, дали е оправдан или не е, тоа се други прашања. Никој не кажува дека ние имаме судови во држава што немаат ни еден судија. Никој не кажува дека ние од 2020 година сме немале упис во Академијата за суди и јавни обвинители. Таа генерација сега ни заврши, после 5 години. После 5 години ние прв пат добивме нови академци кои што се сега кандидати за да бидат избрани за суди или за јавни обвинители. Дали е тоа вина на судскиот совет? Апсолутно не е. Дали е тоа вина на судството? Апсолутно не е. Дали е вина на судството што постојано не ги добива средствата кои што ги бара и кои што според закон ни следуваат? Бидејќи за да имаш независна судска власт, треба да имаш и независен судски буџет. Но дали е тоа така? Не е така. Господин Камбовски, вака кога слушам, на крај се сведува дека до парите е проблемот, дека ви недостигаат финансиски средства, а јас да ве подсетам дека колку се не донации доби македонското судство, колку се не обуки ви беа држани и на суди, и на адвокати, и на обвинители, па ете на кое ниво ни е македонскиот правосуден систем. Точно е, сме добиле многу донации и тренинзи и обуки од нашите пријателски земји. И верувајте, не е исто судството сега и после тие обуки. Стално има простор за унапредување, меѓутоа не е истото судство. Дошле многу нови генерации. А колку па средства влегуваат на сметка на реформите, ние што сме ги направиле како судови. Доколку овие реформи сега ги направиме, зборуваме за околу 700 милиони евра
кои што државата ќе ги земе, нема судство да ги земе тие пари. Препораките што ние како судски совет ги спроведивме, ќе биде првата транша што државата ќе ги земе тие пари, како награда за успешно спроведена реформа и демократизација. Затоа кажувам, треба многу да се внимава, да не правиме некои решенија кои што ќе не враќаат назад, во смисла сме постигнале некаков напредок, а сега со некои си, не знам, револуционерни решенија па да не се враќаме назад. Треба да бидеме многу внимателни. Кога велите дека треба да се биде многу внимателен и дека не е решение распуштање на судскиот совет, советот на обвинители, вас ве прашувам како прв човек на телото за избори и именување на суди, какви реформи се потребни во македонското правосудство? Какви реформи? Ајде, по некој незначен редослед, безсмислено како што ми текнува. Треба да се направат промени во процесните закони. И граѓанскиот, и кривичниот. Постапките ни траат долго. Траат долго поради лошите законски решенија. Знаете зошто траат исто така долго? Заради тоа што ваши суди со месеци па и со години држаа предмети во фиока. Апсолутно. Кој од нив е пријавен? Кој е пријавен? Странката, ево, ги охрабрувам сите граѓани од државава, сите странки, сите граѓани, и што чуле, еве, и да не се странки во предметот, ги охрабрувам, ги молам да пријават. Ги молам со име, со презиме да кажат, судијата, тој и тој, 2 години предмет ми го чува во фиока. Значи, мора некако да кажат за да можеме ние да постапиме. Мислите, Камбовски, судиите јавна сакаат... тајна беше долго време за случајот со вашиот колега судијата МВБ4 кој го спомнав претходно. Беше... Па ништо во меѓувреме не се преземаше, се додека не беше ставена американската црна листа? Тоа беше грешка на судскиот совет. Тоа беше грешка на судскиот совет. И не го кажувам ова со леснотија, бидејќи не сум бил тогаш член на судскиот совет. Судијата го ставаат сега... на американска црна листа, а вие носите одлука за казнување на дотичниот судија со 6 месеци 20% од плата. И еве го денеска води суди. Мене не ми е сега полесно да критикувам затоа што тогаш не сум бил член на тој судски совет. И сега ако ни се случи такво нешто, јас прв ќе кажам дека грешка сме направили. Господин Камбовски, благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата Тренинг. Благодарам јас. Александар Камбовски, претседател на Судскиот совет. И кај мене ми бобуди многу страф и немоќ, и сватив до каде се наоѓаме, еве, да речеме како на тој еволуциско-едукативен пат како општество, и мене ме болеше нормално. Ја плачев тогаш кога сватив дека што се случува со мојата керка, но таа прен заплака, после ја плачев. Она ми бришеше мене толзи, затоа што сватив кај се наоѓаме, кај живееме и колку патот треба да го поминеме и колку ние како родители треба да издржиме ние самите за да го пренесеме факелот на другите родители